Не се точни обвинувањата од СДСМ дека државната каса е празна. Изјави денеска лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Вистината е сосем различна, а оваа недела слушнавме во јавноста дека во буџетот има средства во износ од 180 милиони евра, за разлика од 2006-та кога имаше само 3 милиони евра и десетици извршувања на тужби. Буџетскиот дефицит годинава е околу 1% и е еден од најниските во историјата на Македонија. 180 милиони евра има на салдото на буџетот. Од нив сега, откако Уставниот суд донесе одлука, ќе одат дел за земјоделски субвенции, околу 50 на милиони евра. Така што оставаме огромни средства на новото мнозинство, кое што денови ја преговара владата, за разлика од 2006, кога влеговме во владата имаше само 3 милиони евра и десетици подготвени извршувања на добиени тужби од други компании, кои што со месеци чекале, кога ќе влезе новата влада, тогаш да ги активираат. Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Мисајловски изврши увид на реконструкцијата на автопатската делница Скопје-Куманово. Деновиве почна темелна реконструкција. Инвестицијата е 5 милиони евра, а ќе биде готова до крајот на годинава. Делницата пак од Куманово кон Скопје е 98% завршена и за неколку недели ќе биде во целосна употреба. Двете се во должина од 23 километри, а вкупната инвестиција изнесува 10 милиони евра. Средства обезбедени од ИПА и буџетот. Јас очекувам до крајот на годината дека ќе завршат. Зборам за од Скопје до Куманово. 23 километри. 23 километри целосна реконструкција. Тие 23 од Куманово кон Скопје, значи ќе завршат веројатно овој месец или почеток на следниот. А до крајот на годината ова сега што почна да се гради од Скопје кон Куманово, уште 23 километри, тоа се 3 ленти, така? Да, тоа се 2 ленти и помошни каде што има инвестиција од 10 милиони евра. Да не забравиме, бидејќи е многу важен проект и го бараа многу граѓани на Куманово и тие сите што патуваат натака, бидејќи беше доста оштетен. Ние пробувавме преку Македонија пат, но мораше санација. Значи се вади целосно асфалтот и се става нов. Да, и тоа е по европски стандарди како што 5 милиони евра е во еден правец, 5 милиони во друг, околу 10 милиони евра. Околу 10 милиони евра. Целосно нов асфалт и сигнализација. Да, целосна сигнализација, нови табли и хоризонтална и вертикална. Во тек е изградба на 3 нови автопати, и тоа Демир Капија Смоквица, кој треба да биде целосно готов за 2 месеци. Потоа Скопје Свети Николе Штипи, Кичево Охрид во вкупна должина од 132 километри. Во тек е реконструкција на уште 3 автопатски делници, со вкупна вредност од 812 милиони евра. Истовремено се врши и проектирање на нов автопат Гостивар Кичево. Практично кога станува збор за автопати, во моментот се градат 3. Едниот е веќе речиси готов, оној од Демир Капија до Смоквица. Во полнек и во двабока фаза е Скопје Штип и Кичево Охрид. Сите 3 заедно се 132 километра нов автопат. Таму каде што го немало, дополнително се врши реконструкција на 3 автопати. Со инвестиција од 5,5 милиони евра привршува и реконструкцијата на зградата на Министерството за транспорт и врски. 96% од работите се готови и до крајот на јуни вработените ќе се вселат во новите простории. Објектот на 5 ката зафаќа 4580 квадрати, што ќе значи двојно повеќе простор од состојбата пред реконструкцијата. Министерот за транспорт и врски Мисајловски го информираше Груевски дека на овој начин ќе се овозможи сите сектори и органи на ресорот транспорт и врски да бидат на едно место, наместо како што се сега на повеќе локации низ Скопје.